Музика, храна, голем број граѓани и позитивни вибрации се резултатот од овогодинешното прво издание на фестивалот за храна кој се одржа во Штип. Изминатиот викенд читалиштето Ванчо Прке беше центар на случувањата, а задоволството ретко некој можеше да го сокрие. Овој фестивал, освен во Скопје, за прв пат годинава се организираше и во Штип. Бев позитивно изненаден од реакцијата, од вниманието, од односот на сите чинители. Илјадници оброци се продадоа, се изедоа. Веќе од до година ќе влеземе малку поорганизирано со повеќе угостители кои што ќе земат учество на овој настан, кој што, како што напоменав пред малку, освен во Скопје, втор град во кој што се одржува стрит фуд фестивал е токму Штип. Многу настани оваа година, но не само оваа година, ќе се организираат во градот под Исорот, во нашиот град, за да ги анимираме нашите сограѓани во слободно време. Подготовките во наредниот период се насочени кон организирање на Д фестивал, настан кој исто така за прв пат годинава се организира во Штип под отворено небо. Денови на модата, Пастрамалијада, Макфест се само дел од настаните кои го прават Штип како втор главен град во државата. Недела ќе имаме пресконференција со најава на програмата на изведувачите кои што ќе бидат дел од Д фестивал. Штип Fashion Day се овде како манифестација, како настан за промоција на модата, на нашите домашни брендови кои што ги имаме, Пастрамалијадата, така да Штип прераснува како еден центар во истокот, како втор главен град во нашата држава по многу аспекти. Инфраструктурно, ретко кој град се уредува со ваква динамика, а по однос на манифестациите, настаните, ретко кој град може да се пофали со толкав број на настани, манифестации во една година. Граѓаните на Штип ќе имаат навистина одлична можност во текот на годината да се анимираат преку најразлични манифестации. Штип Стрит Фуд Фестивал беше еден одличен пример кој што ќе го надоградуваме од година во година. Сите настани и фестивали кои се организираат за прв пат во Штип се со тенденција да прераснат во традиција и да се организираат и во иднина. Со тоа граѓаните имаат поголеми можности да уживаат во сопственото место на живење.